да се сетам колку настапи сум имал. Над 10 години си сигурно. Добро. Значи повеќе од 10 години. Се сеќавам само на првиот настап, тоа беше група Македонија со ДЗМ. Првата година беше малце по фристайл и работевме повеќе со македонска, балканска музика. Минатата година со Евровизија е секогаш актуелна и оваа година имаме нешто сосем поразлично. Малте некако театарска представа, мюзикал, една нова комбинација која што се обидуваме да ја направиме сите заедно, па ќе видиме како ќе помине и тоа кај публиката. Ние бевме тогаш најмладите во екипата на Глумците пеат. Марин промовираше тоа, го сака да го прават и Маја и Ира, млади глумци. Сметам дека буквално богатството на Глумците пеат беше покрај тоа што сме од повеќето театри во Македонија, глумци да сме во повеќе генерации. Тоа ја прави убавината на Глумците пеат. Глумците пеат е важно за нас како актери, затоа што секаде во светот актерите тренираат многу сериозно на својот глас, на својот изглед и така натаму. Ние немаме Бродвеј, немаме театар кој што се занимава со мюзикли во нашата земја. Токму Глумците пеат е тоа место каде што можеме многу да се забавуваме и затоа што сметам дека еден актер е еден вкупен продукт на повеќе уметности и токму Глумците пеат е местото каде што на секој сцен можеш да му видиш кога е на сцена. Пред 2 години Даце наш рече, луѓе па толку не се сакаме ни во театар. Точно заради тремата, точно заради тоа што не е наша професија, ние сакаме нешто да направиме. Да. И тоа сето се пренесува како енергија во публиката и публиката тоа го доживува и го сака неизмерно многу. Глумците пеат е бренд. Треба да го одржуваме на вистинското ниво. Ако Маја и Ира Бабич еден ден решат да направат франшиза и да ја делат со нас низ другите градови, еве јас се пријавувам да бидам таа што ќе работи франшизата на Глумците пеат во Битола и ќе бидат Маја Бабич од Скопје и Маја Андоновска-Илиевски од Битола, директорките на Глумците пеат. Се зезам, нормално, меѓутоа сметам дека каде и да ги фрлиш Глумците пеат, ќе бидат добро прифатени и треба да се случува тоа, но сме преголема екипа, живееме во Македонија и е малку комплицирано како ваква формација да го однесеш во други градови. Меѓутоа, Битола има камерен оркестар, има совршен битолски театар, така што може да се пробаме со Глумците пеат. Јас се согласувам.